Платформа за градење на мостови, култура на пријателство и доверба, помирување на народите, зближување и надминување на стереотипите. Вака министерот за надворешни работи Бујар Османи ја оцени главната цел на преско-форумот за диалог, кој втора година поред се одржува во Охрид, а кој годинава се совпаѓа и со 4 годишнината од потпишувањето на Преспанскиот договор. Со ова Северна Македонија се докажува како регионален лидер за надминување на отворените прашања и придонесува кон регионалната стабилност, на што се темели ова иницијатива, рече Османи. Секаде го истакнуваме нашиот автентичен модел на мултиетнична демократија, кој представува добар пример за успешна трансформација на балканските општества во современи и стабилни системи. Овој модел создава долгорочна стабилност, услови за напредок, но и трансформација на општеството кон современите цивилизацијски текови. Носечка тема на годинешниот преско-форум за диалог е градењето на едината на Западниот Балкан во современата безбедносна европска архитектура. Темата е на линија на новиот безбедносен феномен, кој што од темел го разниша поредокот кој обезбедуваше цврста безбедност и долгорочна стабилност. Покрај потребата од адресирање на важноста на процесот на проширување на Европската Унија, особено во контекст на актуелната геополитичка реалност, значајни теми за дискусија на годинешниот преско-форум диалог ќе бидат градење на отпорна безбедносна средина, зацврстување на стратешките партнерства, економската соработка, климатските промени и влијанија. Во Охрид присутни се председатели, премиери на држави, шефови на дипломати и представници на think-tank организации, кои ќе разговараат за еднината на Западен Балкан. Меѓу главните теми на годинешниот преско-форум за диалог е што после војната во Украина. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.